Еве, тука сме со Игор Кузмановски, тој е сопственик на Супер Гарден. Ова е еден себен бизнис кој што функционира десетина години и вели тој има 40 видови на цвеќиња кои што тие ги одгледуваат. И сега кога сме кај билјарката, ќе завршиме со неа на крајот на ова линковско вклучување, се сетив на еден стих кој што таа го пееше, му го пееше секогаш на Тарзан. Ама ајде да одиме со ред. Игор Кузмановски, добро утро. Добро и сега утро. се договоривме или добар ден ми рекоа. Веќе можеме и добар ден, да. Од 8 часот наутро сте секој утро овде? Па секој утро, да. Да. Може би и порано од 7 часот. Добро. Така да. Најпрво сакам да ги поздравам гледачите на ТВ Телма и да им го честитам празникот На сите жени. На сите жени. Така е. Така да. Денеска е ден кога најмногу веројатно ќе имате работа или како да работите? Колку веќе однесовте, освен овие во Телма што ни ги подаривте нам, па ние ќе ги подариме во ваше име на нашите гледачки од понижниот пол? Па денешниот ден се продава доста цвеќе, да. Да. Луѓето сакаат цвеќе. Да. Веќе 40 станува и видови на традиција. цвеќе. Тоа е многу. Требаше Игор за се нешто да се учи кога требаше да Па ние веќе работиме 10 години и со самото искуство, со самата работа веќе научивте. научивме, да. Да. Може ли да ни кажете еве во оваа наша цветна градина, освен оваа зад нас, нели? Што гледаме се? Какви Сега видови на цвеќе? актуелно за овој период се виолите, кои може да издржат на пониски температури. Добро, тоа се првите? Првите, да, виолите. Добро. Примулата исто така може да издржи Ова е пониски примула. температури, да. Добро. Цикламата исто сега е актуелна за празникот на жената, Да. најмногу се подарува. Додека сардели, петуни, тие се малце за покасно, значи негде почетокот на април. Почеток на Да, април. почетокот на април. Кога се договоривме пак ќе ви дојдеме за да Да, видиме да, поубав да. поглед овде. Така, Што да. има почетокот на април овде во овој пластеник? Пак има значи импатија, с бомбончиња, вербени, Што не? петуни, сурфини, да. Аха, да. И сега Игор кога ќе дојдете овде, нели? Целото семејство или како сте веќе распоредени, што е првото што треба да се направи во ботаничка градина? Најпрво, значи, рано наутро се полева цвеќето со вода, потоа почнуваме со пресадување, садење. Знаете како си имате поделено кој е за што? Па, Кој си за имаме што го гледа? поделено, да, така Игор да. за што е? По кој дел сте? Најдобар? Јас сум најмногу за садење на цвеќиња. За садење на цвеќе. Тоа што ќе го правиме додека Така, да. додека оди ова линковско Така, да. вклучување. Да. Ајде Денес- сега, што ќе прави Кате со овие ракавици? Заедно Денес со ќе Игор. пресадиме на циклама. Циклама. Да. Добро. Ќе ставиме малку земја во саксијата. Значи саксија имаме. Да. Добро. Што правим Игор? Ќе ми помогнеш? Помалце земјичка ќе ставиме доле. Колку малца? Ајде. Присадуваме. Уште малца Да. треба? Готова толку? Па доволно, да. Добро. Јас мислев јас ќе се испрлјам. Ќе извадиме сега. Да. Сега ќе се испрлјам во вториот дел. Ајде. Вадиме саксијата, ќе ја Добро. поставиме во средина да биде. Супер. Тоа треба да внимаваме, така, во средина да биде. Така да, и сега од страната може земјичка малце да се земјичка од страна. Ете за кој дел сум јас. Ако испрлјам, постави. Да. ќе изчистиме после Игор, после ова линковско вклучување, само да им кажеме на гледачите може ова да го прават и на овој 8 март доколку им донесат. Кога треба да се присади цвеќето всушност? Еве на пример им донесат денеска цвеќе вакво, нели? Најверојатно ако е мала саксијата веднаш се пресадува. Веднаш да. треба да се присади, значи ако добиете ваков цвет за сите оние кои што Така, ќе да. ги добијат овие цвеќиња, така да ги присадат веднаш во поголема Така да саксија. веднаш може да се присади. Добро, уште треба. Игор? Уште малку земјичка. Уште малце земјичка, добро, не знам колку можеме да видиме. Еве, Кате се труди. Знаеш што Игор, сакав да те прашам, ова треба да дојдам, мене не ме бива нешто со вакво пресадување и цвеќиња, да дојдам на некој... Треба малку пракса. Да, на обука, пракса, Да. а? Некој ден овде и ќе ви помогнам и ќе научам нешто, така? Да. Игор, добри сме или уште? Така да. Уште треба? Па уште малку и Кажувај. доволно. Добро, присадуваме и потоа ставаме водичка во ова присадено? Потоа водичка ставаме, да, и... Колку тоа е тоа. водичка се става? Може ли да им кажеме на нашите сите овие... Цвеќето бара умерено вода. Не сака и премногу вода, за умерено вода, никогаш не сум знаела. Да, да. И затоа не ме бива. Земјата мора да биде влажна, но не мокра. Аха. Да. Значи да Да има влага само да не биде мокра, зашто коренот може да дојде до скапување на кореновиот систем. аха. И колку често треба да се става вода? А нема правила. Нема правила? Нема правила. Сега во овој период за собни цвеќиња може би еднаш неделно, а летно време и секој ден се полева. Секој ден. По колку Така да. водичка еве вака во деци? Децилитри, Па знаете? 1 литро до 2 литри најчесто. 1 литро до 2 Да. литри, секоја, не на секоја. Ова е така? мала саксија. Ова е мала и Тука на неа? Тука многу малце, значи. Да. Една чашка е доволна. И сега Игор, кога ќе го пресадиме ова, што треба да направиме? Каде ова цвеќе најубаво да стои?
Цикламата не сака директно сонце, светлина сака. Добро. Да, сега ова сонце се уште не е јако, може да издржи, да, ама за летно време Добро. сака да биде на светлина, но не на директно сонце. Значи не покрај прозорец, не тамо Па не, некаде. не, туку? светлина да има само. Аха, да има Да. доволно светлина, ама не и премногу. Да. Така е. Добро. Ајде што да им кажеме што е важно друго за други некои цвикиња. Еве на пример овие цвикиња се за другиот период во Овие се годината. малце за подоцна, Аха. значи од прилика негде почетокот на април. Добро. Да, петунијата е за сонце, може да истрпи цел ден на сонце. Значи вие можеме и сака надвор на поливање, тераса да, да речеме да да. ги ставиме, така? Иначе Да, што знаеме кога е дека топло сте. поливање сака секој ден. Аха. Срделата исто сака сонце, но јакото сонце не може да го издржи. Да. А сакаат ли сите цвикиња љубов? Сум слушнала дека се што се Најмногу работи за љубов бараат, да, Најмногу љубов, да, нели? да, да. да. Колку љубов има овде, во овој дел? Па со цвеќе Им да се правите произведува муавет, цвеќе треба најмногу љубов, да. Да, им правите муавет на цвикињата, знаете и тоа да го направите понекогаш? Што им прави, ни Да. интереси. Да. А дали се сеќавате на Бушава азбука, Игор? Гушава азбука се сеќаваме, да. Да. Се сеќавате на Мими Таневска и незината ботаничка градина, таа беше билјарката. Не се сеќавате? Не може да. Таа што беше заљубена во Тарзан? Не може да се сетам, да. Не се сеќавате. Јас се сеќавам и знам дека имаше секогаш проблем да му отпеах љубов на својот Тарзан. И сега за крај, сега не знам дали вие ќе можете, имате некоја песна за 8 март, пишувате поезија? Песна немам. Немате за 8 март? Не, А не. зашто пишувате, Игор? Па претежно песни за музика. А, музика. Поврзани со љубовта, со животот. Аха. Има некоја адекватна за денов да ни ја изрецитирате? За денот баш немам. А воопшто за животот, за љубовта? За љубовта, па има, да, да. Аха, има некој стих Имаме- да ми кажете за крај на овој линк? Имам напишана песна за групата Shine исто. Добро. Да, со Дарко Димитров работевме. Да. Како оди? Ладно ми е песната, се вика. баш за ова време. Баш адекватно за денов. Да. Ладно ми е и после, како оди? Да. Таа е љубовна песна, малце потажна. Не, А, не е за овој ден. не е за денов денешен. Добро, ама за крај јас ќе се обидам да ја изимитирам, не ми забележувате ако не е како Мими Таневска, таа е актерка, сепак јас не сум доволно во тие води или не сум никогаш во тие води, а одеше вака никако, значи завршуваме, ваква беше некаде и незината ботаничка градина и одеше љубов, љубов, ах љубов. Толку од Супер Гарден, поздрав! Чао.